Денес Советот на општина Струмица ја одржа својата 39-та седница. На дневен ред беа 25 точки предложени од комисиите и сите беа усвоени. На дневен ред најмногу внимание предизвика меѓусоветниците и извештаите кои што се однесуваат за реализација на програмите за уредување на градежното земјиште, за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица, извештај за реализација на програмите за изработка на урбанистички планови на општина Струмица, реализација на програмата за активностите на општина Струмица во областта на спорт и млади, реализација на програмата за активностите на општина Струмица во областта на локалниот економски развој и туризмот, реализација на програмата за активностите во општина Струмица во областта на социјалната и детската заштита и извештај за реализација на програмата на општина Струмица во областта на еднаквите можности на жените и мажите, сето тоа во 2015 година. Најмногу советниците дискутира дали програмите се реализирани, во кој обем се реализирани, што една советничка група смета дека не е доволно реализирано, а другата советничка група смета дека согласно тоа исполнување на буџетот од 87%, согласно нашите можности економски е реализирано сето тоа што е можно да се реализира. Секако дека може и подобро да биде, но треба да знаеме дека секогаш буџетот на општина Струмица не го реализираме 100%, така да и програмите не се реализираат 100%. Нереализирањето на некои проекти од програмите се реализираат и се ставаат во следниот буџет за следната година, така што и тие што не се реализирани во изминатата 2015 година, се прави обид да се реализираат ова година, односно наредната 2016 година. На дневен ред бе и 15 точки од легализација на бесправно изградените објекти, каде што сите што може да се усвојат беа усвоени, како би можеле граѓаните понатаму да ја запазат постапката пред надлежниот орган, односно урбанизмот, да си ги легализираат своите бесправно изградени објекти согласно законот. Јас ќе кажам дека општина Струмица доста реализираше во 2015 година и се смета за успешна. Изградено се доста улици, реализирани се доста тротоари, како во Струмица, така и во населените места. Реализирани се голем број на други проекти во смисла на подземна инфраструктура, како што се канализација и водоводи. Исто така се реализирани во голем обем и гасификацијата на низ општина Струмица, кој што се зема се поголем замав и веќе поголем дел од општина Струмица е покриен со гасна мрежа на гас. Така што сметам дека општина Струмица успешно ја заврши 2015 година и програмите се успешно реализирани во рамките на нејзините можности. Граѓаните може да бидат сведоци на доста изградени улици, на доста проширени улици, на ново изградени улици, на ново изградени тротоари, како во Струмица, така и во населените места. И тие ќе го дадат својот суд дали е доволно изградено или не. Останува, значи, и 2016 година да се дореализира програмите кои што проекти во претходната година не беа реализирани заради недостиг на средства, бидејќи, како што напоменав, дека буџетот на општина Струмица во 2015 година е реализиран со 87%.